Во екот на сезоната на грип амбулантите во Тетово полни со пациенти кои имаат клинички знаци за грип. Тие најчесто се жалат на општа слабост, проследена со респираторни проблеми и висока температура, вели доктор Тимосија Јовановски од приватната здравствена установа Медика Центар. Кај грипот првично преовладуваат симптомите, општите симптоми. Пациентите се жалат на општа слабост, болки во мускулите, главоболка и дури потоа се јавуваат знаците од респираторниот систем, како кашлица, течење на носот, болки во грлото. Овие се типичните симптоми кои се јавуваат кај типична инфекција на грип. Би сакал да споменам некои од други симптоми кои би можеле да значат посериозна форма на грип, да ги наречеме алармантни симптоми. Тоа се недостаток на воздух, кај децата и малите бебиња помодрување кај возрастните, крвав исплувок, конфузија, значи пациентите имаат вртоглавици, пад на крвниот притисок, намалена продукција на урина, особено кај бебињата. Не секоја зголемена температура и кашлица значи грип, вели доктор Јовановски. Разликата помеѓу вироза и грип е во сериозноста на симптомите и пред се време траењето. Вирозата обично почнуваат вирозите со обратно од грипот. Значи прво се јавуваат симптоми од респираторниот тракт, значи пациентите почнуваат да киваат, да им тече носот, да им се затнува носот, болки во грлото, кашлица и понатам и потоа може да добијат општи симптоми како зголемена температура, болки во зглобовите, општа слабост. Кај грипот тоа е првично се јавува и е многу поинтензивно. И се разбира, вирозите траат неколку дена, 2 до 3 дена, а грипот може да се пролонгира подолго. Советите за првична терапија на лицата со симптоми на грип во домашни услови се одмор и повеќе течности, како и примање на лекарства за намалување на високата телесна температура, но ако нема подобрување да се обратат на лекар. Ако имаат зголемена температура и болки во мускулите и слабост, логично е да одмараат, значи и тоа во кревет. Значи пациентите строг одмор и земање голем број голема количина на течности и борење со температурата на вообичаените начини. Значи кои би биле тоа? Земање на антипиретици, дури можат да ги земаат антипиретиците на секои 4 часа и да ги земаат во повисоки дози ако не помагаат и дури може да ги комбинираат неколку различни вида на антипиретици одеднаш. Ако по неколку дена после оваа симптоматска терапија која се нарекува, не поминат симптомите, тогаш да се јават на доктор. Медицинските лица советуваат дека најдобрата превенција на грип е сезонската вакцинација на ризичните групи граѓани, додека за спречување на ширење на грипот треба да се применуваат општите мерки за лична хигиена, како и избегнување непотребни контакти со други лица.